законот за Академија за суди и јавни обвинители. Најпрвен да го искористам своето право да протестирам тоа што како членови на Комисијата за европски прашања немаме право процедурално да реагираме веќе со месеци. Целосно своеглаво би рекол толкување на деловникот во кој што се ускратува нашето право да дискутираме, се повикувате на членот 88 од деловникот, со кој право на процедурално добиваат само координатори и заменици координатори. Ако користиме правна аналогија, во тој случај ќе видиме дека во тие членови се зборува за председателот на собранието. Вие не сте Талат Џафери, вие не сте председател на собранието, вие сте председател на комисијата и сосема е некоректно да имаме еден ваков однос во комисијата за европски прашања, онаа комисија која што треба да врши усогласување на македонските закони со правото и регулативата на Европската унија, да создаваме вакви, би рекол, непопуларни практики и ниту еден член од комисијата да нема право на збор, така да победата која што вие ја прогласувате е пирова победа затоа што ги прекршувате принципите во голема мера. Ќе ве потсетам дека не беше даден временски рок за пријавување за закон за надомесна штета на жртви од кривични дела. Истиот беше испратен до собрание, иако сакавме да дискутираме. Секоја наша дискусија е во насока на подобрување на законските текстови. За жал, вие се обидувате да ја замолчите опозицијата затоа што секогаш позади секое законско решение за жал имате некои скриени мотиви, така и денешниот закон, закон за судии и јавни обвинители. Наместо закон за Академија за суди и јавни обвинители. Наместо да имаме еден процес во кој што ќе дискутираме, утрово со презакажување, со преместување на термините, го скокнавте законот за парнична постапка. Не знам како од Министерството за правда го дозволија тоа. Зошто не ги интересираше што имаме да и кажеме за законот за парнична постапка? Зошто не сакаа да слушнат? Ние секогаш имаме трпение, овде сме, чекаме, за на крајот вака шверцерски да се презакажува комисијата и да почнувате и да го изгубиме своето право на глас. Еве додека се овде представниците, сакав да ги прашам за членот 148 од законот за парнична постапка, 149, зошто се предвидува доставата да оди преку Воред мое право на збор. Сега разговараме за процесни закони, за процедура. Ама да се концентрираме на темата што е на дневен ред сега. Тоа е темата, председателе. Бидете трпеливи, ќе дојдеме, имам подолг вовед, ќе дојдеме. Океј. Целта е дека сакате да ја замолчите и не бирате начини како да ја замолчите, зошто и колешката дофарла која ќе ги споменеме членот 148 и 149 и зошто наместо да функционира судската достава се предвидува нови правни лица да ја вршат доставата, меѓутоа тоа ќе можевме да го кажеме, да ја објаснеме, да се прашаме ако добиевме право на збор, ама еве ние за жал не добиваме право на збор. По истата таа аналогија и со вакво законско решение, како што е предлог законот за Академија за суди и јавни обвинители, ни стигнува овде во Комисијата за европски прашања, а имаме сериозни проблеми околу усогласеноста со регулативата на Европската Унија. И ако погледнете во материјалите кои што ги добивме и мислење на секретаријатот за законодавство за изјавата за усогласеност со кореспондентна табела на прописот, пишува целосно се усогласува со изјавата за усогласеност во однос на точка 2 од изјавата за усогласеност со кореспондентната табела и овде се подпишани Снежана Наджаковска и Лиле Пејчиновска Беладиновска. Имаме сериозни проблеми ако не ги познаваме овластувањата, врските кои што треба да ги исполни ова комисија. Имено законот за Академија за суди и јавни обвинители веќе еднаш беше пристигна во собранието без европско знаменце, потоа беше повлечен за повторно да ни дојде и ова мора да го кажам, можеби звучи грубо, меѓутоа стигна со фалсификувана кореспондентна табела.
оние кои што се потпишале на ваква кореспондентна табела треба да одговараат затоа што ги доведуваат во заблуда пратениците на Собранието на Република Македонија. Ако земеме дека мандатот на пратениците произлегува од избирачите, од народот, во тој случај овие кои што се потпишале, тоа е секретарот на секретаријатот за законодавството и државниот советник Снежана Наджаковска, направиле злоупотреба на својата службена положба, кога за мислење на ТАИЕКС, за Академијата за суди и јавни обвинители, патем едно мислење кое што ние како пратеници го немаме добиено, не убедува, односно фалсификува документ дека со неа се врши осогласување. А во поглавието 23 јасно стои дека нема Европската Унија, Европското аки нема надлежности кога станува збор за овие прашања кои што треба да бидат внатрешно уредени. Немаме директива, немаме регулатива со која што се усогласува, практично имаме фалсификувана кореспондентна табела и фалсификувањето на таа кореспондентна табела предизвикува да се доведат во заблуда, односно обид да се доведат во заблуда пратениците. Иако погледнете како функционира Комисијата за европски прашања, во кој што за жал целосно се нарушени односите и тие односи за жал целосно се нарушија токму во моментот кога почнаа да пристигаат закони од областа на судството и правосудството. Да не ве потсетувам на скандалите кога се донесуваше законот за работни односи со кој што се обидовте да се продолжи мандатот на суди и јавни обвинители. И сега гледаме дека не можеме да добиеме право на збор кога станува збор за закон за парнична постапка, ќе ја потсетам, тоа е еден системски закон, се донесува со 2/3, така да спречувањето на дебатата овде во Комисијата за европски прашања само ќе резултира со тоа да немаме квалитетно законско решение и ако не е квалитетно законското решение, понатаму да не добие своја поддршка. Парадоксално е да имате членови на Комисијата за европски прашања, да имате записници, ги водите записниците и замислите на ниту еден записник ние како членови на комисијата не сме добиле право за процедурална забелешка. Јас веќе еднаш говорев за тоа. Парадоксално е да појавуваме интерес на сите снимки да се гледаат кренати раци луѓе кои што бараат збор, а вие да барате одредени, би рекол, толкување во деловникот инспирирани од, сметам, од Талат Џафери, за да не ни дадете право на збор или право на процедурална забелешка. Ако сме ке членот 88, ќе ве потсетам дека ако вие давате збор само на координатори и заменици координатори, тогаш вие треба сте Талат Џафери, затоа што во членот 88 вели председателот на Собранието. Вие не сте Талат Џафери. Вие сте председател на Комисијата за европски прашања во кое што ние сите овде членуваме. И кога ќе побараме процедурално или кога ќе имаме процедурална забелешка и како колеги, како луѓе, редно е да се сослушаме и да си дадеме одговор. Затоа уште еднаш ќе апелирам да ја напуштите таа практика, никаде не ве води, само ја замолчувате јавноста. Видовте дека и вас ве доведе до одредени скандали, кои што штетат и на вашиот углед, штетат и на угледот на комисијата. Мислам дека треба тоа да си го признаете што побрзо, да ја промените таа пракса и тој начин на работа. И кога сме на предлог Законот за Академија за суди и јавни обвинители, продолжува она што го кажав, партизација во судството, повторно сака да се протне еден закон во кој што се менуваат критериумите. Новина во оваа глава е тоа, новина во овој закон е тоа што има одредба во која мандатот на членовите на управниот одбор и нивните заменици трае 4 години без право на уште еден избор, а мандатот на членовите на програмскиот совет и нивните заменици трае 4 години со право на уште еден избор. Во постоечкиот закон мандатот на членовите на овие два органи трае 2 години со можност за реизбор. Промена во износот на месечен паричен надоместок за членовите на управниот одбор кој изнесува 50% од просечна исплатена месечна плата, а во важечкиот закон износот е 10.000 денари
месечно. Има нов став во членот 17 кој се однесува на платата на директорот и заменикот, во кој се вели дека директорот и заменикот директор имаат право на додаток на плата заради заштита на угледот на институцијата и доверливоста во работењето, а чија висина поблиску се уредува со акт на Академијата. Третата глава е уредува надлежноста на предавачите, менторите и на Комисијата за ревизија. Четвртата глава се пропишуваат услови за прием на слушатели на почетна обука која трае 24 месеци. Во оваа глава се пропишуваат условите за прием на слушатели на почетната обука која рековме трае 24 месеци. Со членот 35 се уредува приемниот испит за почетната обука која се состои од полагање на под еден тест за степен на познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија: англиски, француски или германски. Се полага писмено, B1 е критериумот кој што се бара. Против резултатите од тестот за активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија не е дозволен посебен приговор. За разлика од претходното законско решение, каде како услов се бараше доказ за поседување на меѓународно признат сертификат. Сега со овој предлог на закон, познавањето на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија се проверува во рамките на приемниот испит и се полага писмено, а начинот на проверка на знаењето поблиску се уредува со посебен акт на Академијата. Токму во таа насока течат и сите забелешки. Со овој предлог законско решение, рековме, се фалсификува кореспондентната табела дека вршим усогласување, а од друга страна гледаме дека се зголемува дискреционото право на Академијата, која што е составена практично од луѓе од извршната власт, кои што дискреционо ќе одлучуваат кој може да помине, а кој не може да помине, и затоа тоа не ја спречуваше власта и досега, па гледавме синови, керки и блиски до власта како влегуваат во Академијата. За жал, оние со висок просек остануваа невклучени. Видовме огромни скандали со оние кои што ги набавувале и практично ги продавале или посредувале со тестовите. Видовме како генерални секретари еден по еден на владата се вплеткани во коруптивни скандали. Жалосно е што еден од тие огромни скандали е поврзан токму со Академијата, со софтверот за полагање, кој што беше запленет и е во постапка, а сега, за жал, со новото законско решение, наместо да гледаме дополнително уредување во кој што ќе биде отстранет човечкиот фактор и ќе имаме објективни критериуми за оценка, гледаме дека се зголемуваат субјективните критериуми за оценка. По 2 е психолошкиот тест, се оценува со оцена задоволува и не задоволува. По 3 тест за интегритет исто се оценува со оценка задоволува и не задоволува. По 4 квалификацијски тест, 100 прашања од областа на правото, по 3 одговори за секое прашање, така што еден е точен и носи бодови, што значи максимум може да се освојат 100 бодови. За положен се смета тестот со освоени над 60 бода. Постоечкото законско решение е исто со 100 прашања, но има понудено 5 одговори за секое прашање и можност за минусен бод ако одговорот не е точен во поголем обем. Со новото законско решение се смета дека овој критериум е многу низок и нема да ја постигне целта на Академијата, а тоа е професионално, независно, непристрасно и ефикасно извршување на судиската и јавно обвинителската функција. За жал, во Македонија со оваа власт имаме декларативни цели. Декларативните цели се професионално, независно, непристрасно и ефикасно извршување на судската и јавно обвинителската функција. Меѓутоа, за жал, имаме и партиско-коалициони цели на криминалната коалиција која што е на власт, а тие цели се целосна корупција и злоупотреба на судството, и тоа го гледаме практично во секоја пора и во општеството, и во работата на извршната власт. Еве, полека стигну овде во собрание, каде што и кога избираме, и кога имате предлози за суди во Уставен суд, гледаме дека предлагачите ги нема во сала и не дебатираат. Гледаме дека скандали се прават секогаш кога ќе стигнат законски решенија кои што се поврзани со судската и со јавно обвинителската функција, и тоа е јасно.
ако целите на криминалната коалиција се еднакви на декларативните цели, во тој случај ќе нема никаков проблем да имаме овде отворена дебата, ќе нема никаков проблем ова законско решение да стигне без европско знаменце, впрочем, како што и најпрвин го испрати владата во собрание. И ништо не е променето од тогаш, меѓутоа, еве, нашле од владата некој кој што ќе го подпишат секретар на секретаријатот за законодавство, Печиновска, Миладиновска, Снежана Наджаковска, практично да ја доведат во заблуда целата македонска јавност, да ги доведат во заблуда пратениците, меѓутоа тоа не е можно. Затоа, повеќе од очигледно е дека декларативните цели кои што се наведени немаат еднакво со реалните цели на оваа коалиција и секогаш кога ќе стане збор за судиската и јавно-обвинителската функција, гледаме дека сме спремни, сме подготвени практично на секакви трикови за да нема дебата овде во собрание. Ништо не спречуваше да разговараме за законот за парнична постапка, меѓутоа, еве се случи тоа што се случи. Никој не спречува да изнесеме процедурална забелешка за кореспондентната табела, меѓутоа, еве, се случува и тоа да немаме прилика да говориме. Нема никаков срам кога пред јавноста ќе изнесеме дека ова законско решение, повторувам, не се усогласува со ниту една директива и ниту една регулатива која што е обврзувачка. Нема никакво усогласување. И сега да глумиме дека од владата тоа не го знаат. Па зошто стигна овој закон без европско знаменце? Зошто? Па после поднесувањето на амандмани видовме промена во теркот и промена во насоката. Она што е жално е што имаме пратеници кои што не се грижат за независно, непристрасно и ефикасно извршување на судската и јавно-обвинителската функција. Имаме службеници во Министерството кои што се спремни да подпишат вакви фингирани кореспондентни табели и за жал целта е само да се измами јавноста, а дополнително да се зголеми човечкиот фактор на луѓе слични на овие кои што ги подпишуваат кореспондентните табели, кои што ќе ги оценуваат вашите идни суди и јавни обвинители. И прашањето е, ако некој гледа усогласеност во тајекс препораките и е подготвен да подпише кореспондентна табела, дали таков профил на луѓе сте спремни да ги оценуваат и идните суди и јавни обвинители? И тоа беше за квалификациониот текст. Ако дојдеме до петата точка, практичен испит се состои од писмен и усмен дел. Писмениот дел носи 70 бода, устниот дел 30 бода, може да се освојат вкупно 100 бодови. Уште една небулоза е големиот број на бодови добиени од устниот дел на практичниот испит. И не треба да бидете некој познавач на работите, секој практично го знае ова, дека кога ги зголемувате бројот на бодовите кои што доаѓаат како дискреционно овластување на одредени членови да ви доделуваат бодови, губат оние кои што доаѓаат како кандидати на академијата со висок квалитет, меѓутоа немаат поврзаност, односно немаат препораки од коалицијата, исто како што беше и за кандидатите за уставни суди. Ако немате препораки од коалицијата, ако не сте сервилни, токму поради ова и се зголемува бројот на бодови кои што се добиваат на устниот дел на практичниот испит. За ова имаше и остра реакција од експертската јавност 2019 кога овој предлог беше пуштен во собраниска процедура, меѓутоа нели видовме дека тогаш не беше со европско знаменце, а потоа магично го доби европското знаменце, меѓутоа додека имате кој да ви се подпишува на табелите за усогласеност, најверојатно како власт немате никаква криза. Практично и вакви исти ќе бидат најверојатно и критериумите кога ќе се доделуваат бодови од устниот дел. На двата дела од испитот може да се освојат максимални 200 бодови, односно оценка 20.
оценката 20 се добива на начин што бројот на усвоени бодови се дели со 10. Главата 5 се однесува на континуирана обука на суди и јавни обвинители. Главата 6 содржи одредби за службата за стручно-технички работи во Академијата. Главата 7 се однесува на финансирањето и средствата за работа на Академијата. Главата 8 се однесува на прекршочните одредби. Последната глава ги содржи приодните и завршните одредби. Правилата за траењето, статусот, правата и обврските на слушателите на почетната обука во цело се уредуваат во правилникот за почетна обука, односно се доуредуваат во правилник за почетна обука, теоретска настава и во програмата за почетна обука. Почетната обука е во трајање 24 месеци, 2 фази, теоретска и практична. Она што повторно ќе сакам да го истакнам дека Европската унија нема директна надлежност во однос на организацијата на правосудниот систем, па европските стандарди кои што се содржани во поглавието 23 како барање кои треба да се исполнат во процесот за европеизација не се акти од акито на Унијата, туку се воспоставени со актите на Советот на Европа и други меѓународни организации во форма и дејство на меко право. Оттаму не е утврдено едно единствено решение или европски модел за начинот на регрутирање на кадри за судии и јавни обвинители кои што сите држави членки, односно кандидатки за членство во ЕУ би морале да го воспостават, но се формулирани одредени препораки врз основа на најдобрите практики. Она што е негативно и кој што мора да го разговараме на оваа комисија повеќе за дебата, ќе оставиме на комисијата за политички систем, каде што и таму видовме небројни скандали кога стигна ова законско решение. Ќе видите дека целосното нарушување на комуникацијата во собранието доаѓа кога станува збор за дискреционо трошење на пари на владата и кога станува збор за судска или јавно обвинителска дејност. Ако направите анализа, ќе видите дека секогаш најголемите неволји, најголемото прекршување на деловникот доаѓа кога стигнуваат или пристигнуваат вакви закони кои што се однесуваат на судската или јавно обвинителската дејност. Се разбира, дел од нив се поврзани со Уставниот суд, рековме, тоа е надвор од судската власт, меѓутоа секогаш кога ќе имате титула суди, за жал парламентарното мнозинство се подготвени да сторат се. Нема кореспондентна табела. Кореспондентната табела, одговорно тврдам, е фалсификувана, направена за да бидат доведени во заблуда пратениците и јавноста. Практично со новиот владин предлог, би сакал да сумирам, со новиот владин предлог, односно Закон за Академија за идни суди и јавни обвинители, на прво место, наместо непристрасност и објективност, се става дискреција и владината доминација и непотизмот. Наместо квалитет и мерит систем во правилата за полагање на приемните испити за Академијата, рековме дискреција, дискреционо овластување, непотизам и владина доминација. За жал, повторно парламентарното мнозинство овде се подготвени на се, па така дозволуваат вакви злоупотреби. Со предлог законот не треба да се злоупотребува знамето на Европската Унија. Не за да се усогласи законот со некоја ЕУ регулатива, туку ваквото усогласување, почитувана јавност, почитувани пратеници, тоа сите го знаете, е само за скратување на роковите за постигнување на политичката цел на коалицијата, односно целта на власта да ги дерогира стандардите за упис на Академијата со директно мешање на представникот на Министерство за правда во испитната комисија. Затоа имаше неброени реакции и од стручната јавност, имаше и писма до евроамбасадори за да се дадат одговори за вакви злоупотреби. На расправите на Комисијата за политички систем, ако погледнете, ќе видите дека беа укажани безброј примери за поделба на подобни луѓе, неподобни, роднини и неродни. Синови и ќерки на високи судски
функционери, високо рангирани обвинители и актуелни политичари, замислете да одлучуваат кои ќе бидат идни судии и јавни обвинители по теркот и по замислата на коалицијата. Истата коалиција која што се грижи само за провизиите. Тие практично не следат ништо друго, само има поделба на подобни, неподобни и најверојатно договарање на одредени провизии и вакво насочување владина доминација и во судството. Веќе со ваквото законско решение, со овој однос, со злоупотребата на европското знаменце за скратување на роковите, повеќе од јасно е дека има кандидати кои што се привилегирани, однапред договорени, кои што ќе имаат предност и за жал, целосно ќе ја уништат и така ниската доверба во судството. Кои погледнете бројките, некои зборуваат за доверба, слободно, кога станува збор за 8%, слободно можете да зборувате не за доверба, туку за недоверба. 92% од граѓаните не веруваат во судството. И сега, кога ќе треба да донесуваме закон за Академија за суди и јавни обвинители со фалсификувани кореспондентни табели и со злоупотреба на европското знаменце, запрашајте се, колку ќе допринесете во враќањето на довербата или дополнително ќе ја зголемите недовербата. Со фалсификувани кореспондентни табели и со заговори во кои што на прво место повторно ќе кажам, се става дискреција и владена доминација и непотизам. За жал дополнително го урнисувате и така урнисаниот систем. Па не само кризни состојби кои што ги прогласувате, неброени кризни состојби, имате и сериозна криза во правото, правдата, владењето на правото и се она што е поврзано со добри практики, и тоа започнува од извршната власт, а вие за жал овде тој хаос кој што ни стигнува од извршната власт, тој непотизам, тој обид за владина доминација, за жал преку владеачкото мнозинство успева да метастазира и овде во собрание, па целосно ги нарушуваме односите. И запрашајте се зошто ниту еден член не добива право на процедурална забелешка. Зарем не станува збор за метастаза на владината доминација која што се обидува да се наметне овде во собрание. Запрашајте се која е вашата улога како соучесници. Запрашајте се кои цели сакате да ги остварите и каква европеизација ако немате слух за основното темелно начело на Европската Унија, тоа е принципот на демократија. Каква демократија ако немаме право на опозиција, ако нема право на критика на власта? Што замолчувате кога ја замолчувате правото на процедурална забелешка? Што замолчувате кога со игрите од утринава со презакажување на комисијата само за 7 колеги пратеници да го изгубат правото да говорат за законот за парнична постапка? Кој губат овде? Губат граѓаните, губат оние кои што се обидуваат честно да си ја извршат својата работа и во нивна заштита овде застанувам. Нив ги браним. Затоа што секој има еднакво право, барем декларативно. Секој има еднакви права да бидат дел од оваа академија. Меѓутоа, за жал, со злоупотребата на со знамето на Европската Унија, за жал, целосна владина доминација. Веќе на секого му е јасно, излезете на улица, прашајте ги луѓе. Јасно е дека кандидатите за уставни суди се договорени во одредена коалиција и дека собранието ништо не одлучува. Секој човек тоа го знае. Јасно е дека промената на критериумите во полагање со кои што се зголемуваат дискреционото право за давање на бодови од усмен дел исто така представува обид за владина доминација и поделба на подобни и неподобни на оние кои што се прифатени од страна на владеачката коалиција. Замислете ова дискусија и ова дебата тече во држава во која што ќе пуштите телевизија и ќе го видите директор на јавно предпријатие
како му се заблагодарува на Али Ахмети затоа што станал директор. Вели, знам дека Ковачевски е премиер на владата, ќе каже, Рустеми, меѓутоа мене ме именува Али Ахмети. Во таа иста држава, кој луѓето секојдневно гледаат и слушаат кој именува високи државни функционери, вие дозволувате да стигне ваков закон за Академија за идни суди и јавни обвинители. Идни суди и јавни обвинители. И при тоа не осеќате никаква морална одговорност, барем малку да ја смирите јавноста. Барем малку да кажете ќе воведеме механизми со кои непристрасно ќе се бираат идните суди и јавни обвинители. Па така сега изјавата на Ејуп Рустеми дека Али Ахмети него го избрал, дали треба да биде идно начело, дали како цитат треба да стои во просториите на Министерството за правда. Размислете тие цитати да ги наредиме овде и во собрание, затоа што целосно замолчување на опозицијата, кога цела јавност гледа дека работиме со фингирани предлози, со фингирани закони, со фингирани кореспондентни табели. И не постои ниту еден кој што ќе ме убеди дека со тајекс препораките кои што не сме ги виделе, дека се усогласува со регулативата на Европската Унија. Воопшто не е точно. И нема никој да ме убеди дека не можеме да добиваме право на процедурално по член 88, затоа што во член 88 пишува председателот на собранието дава збор. Председателот на Комисијата за европски прашања и заменик председателот на Комисијата за европски прашања не се председатели на собранието. Почитуваниот председател Арбер Адеми е председател на Комисијата, не е председател на собранието. Почитуваната колешка Арта Зендели Билали е подпредседател на Комисијата за европски прашања, не е Талат Джафери. Направете разлика. Вие не сте Талат Джафери, за да можете да барате само координатор или заменик координатор. Ако веќе сакате да го толкуваме членот 88 и читаме од едната страна дека пишува координатор и заменик координатор, прочитајте од другата страна дека пишува председателот на собранието. И ако јас како член на Комисијата за европски прашања сакам да и се заблагодарам на координаторите и замениците координатори на нашата пратеничка група кои што секогаш се овде да ни помогнат. Ако тие се овде, барам на комисијата, нека дојде и Талат Джафери. Па кога ќе бараме процедурално, Талат Джафери нека го повикува координаторот и заменикот координатор. Ме разбирате зошто ви зборувам? Ме разбирате? Затоа што јавноста е вознемирена. Гледа дека се замолчуваат пратениците од опозицијата. Гледаат изјави во кои што директори се заблагодаруваат на партиски лидери затоа што се именувани. Многу ни е тенка границата и одиме на кај некој вид на монархија. Целосен монархиски систем во кој што вие одлучувате кој има право на збор, кој нема право на збор. Целосно ни урнисана довербата во судството. За жал, вие не допринесувате воопшто да се подобри таа слика. И таа владина доминација, уште еднаш ќе кажам, целосно метастазира преку пратениците од владеачкото мнозинство, кои што овде не знам како дозволуваат да бидат такви неми наблюдувачи на таква една ситуација во кој што за процедурална забелешка не добивате збор затоа што некој има право своеволно, своеглаво, тврдоглаво да го толкува деловникот. Во ред, ајде, ќе го толкуваме. Меѓутоа, читајте го до крај. Ако веќе решаваме равенка, едната страна треба да биде еднаква на другата страна. 2 плюс 2 се 4. Односно, ако право на процедурално имаат само координаторите, а може да и даде право за процедурална забелешка председателот на собранието, тогаш нека дојде на комисијата и господинот Талат Джафери. Или на вас ви одговара една друга слика во која што улогата на
председателот и заменик председателот на Комисијата за европски прашања се изедначува со председателот на Собранието, а од друга страна сите членови на комисијата се помножени по нула, па ние воопшто немаме право ниту да го читаме деловникот, ниту пак имаме право да добиеме збор. Скандалозно е тоа што еден ваш колега пратеник вчера започна со говор, според деловникот не смее да биде прекинат за закон за парнична постапка, беше прекинат, денот не продолжи, иако требаше да продолжи денот, и вие успеавте да си ја продолжите седницата без него. Иако според деловник не смееше да биде прекинат. А ако веќе е прекинат, говорникот треба да продолжи со својот говор. Затоа што овде не стануваше збор да започне со својот говор, туку стануваше збор да продолжи со својот говор, а има голема разлика помеѓу тоа да започне и да продолжи. Погледнете ги стенограмите, ќе видите дека колегата започна да говори, заменик председателката ја прекина комисијата, не можеше да воспостави ред, редот не можеше да биде воспоставен затоа што не се почитува деловникот, без разлика беше прекинат колегата и како денеска скандалозно без да продолжи вие го ставивте на гласање. Не, сакам да ги објаснам затоа што станува збор почитувана подпредседателка за закон за Академија за суди. Мојата теза, значи мојата теза. Времето ви помина одамна. Само да ви кажам дека мојата теза. Какво време му помина? Почитувана подпредседателка. Значи мојата зошто Кое време ти помина, праша? Не знам, ти има дискрециони права. Мојата теза, значи мојата Кој бројчаник врти овде? Кое време? Абе, ајде ве молам, доста више. Ова не Ако не признавате ни бројчаник, ни држава, ни институции, тоа е ваш проблем. Повели. моите, значи времето ви помина, ајде ве молам. Значи, моите тези во врска со законот за Академија за идни суди и јавни обвинители се едноставни. Јас се обидов да ги набројам критериумите за полагање, како се менуваат. Тезите ми се едноставни, а тоа е дека имаме злоупотреба на европското знаменце за да се скратат процедурите, дека наместо декларативните заложби за непристрасност, професионалност и стручност во судската и јавно-обвинителската функција, ние имаме целосна владина доминација и непотизам. И во одбрана на моите тези, дека имаме целосна владина доминација и непотизам, влечам паралела со начинот на постапување и функционирање и на Комисијата за политички систем, за која што говорев значително помалку, меѓутоа дадов насоки за гледачите и они кои ги интересира, дека на Комисијата за политички систем беа изнесени вистински примери за непотизам, како синови и ќерки на истакнати личности поврзани со коалицијата СДСМ и ДУИ добиваат свое место во Академијата за суди и јавни обвинители, а примерот со Комисијата за европски прашања имаме два клучни докази. Едниот клучен доказ е фалсификуваната кореспондентна табела, вториот клучен доказ е однесувањето на парламентарното мнозинство на Комисијата за европски прашања, и тоа морав да го поврзам и со законот за парнична постапка, затоа што истите практично представници од Министерството за правда се овде кога се зборуваше и за едниот и за другиот закон. Владината доминација се гледа во тоа што никој не сака да ги слушне предлозите од кои што доаѓаат од опозицијата, и тоа е парадоксално, затоа што во едниот пример, и затоа ги споменувам, затоа што се важни тезите, и секој кој што малку ја разбира материјата, верувајте, не гледаат луѓе кои што разбираат и точно знаат за што збориме и знаат како ги искривувате тезите. Ќе знаат дека законот за парнична постапка, например, се донесува со двотретинско мнозинство. И ниту една влада не би испратила представници, одговорни, кои што не би сакале да ја сослушат опозицијата. Парадоксално е да имате представници на влада, ставете се вие на ваше место. Размислете малку.
и ве пуштаат во собрание каде што треба да добати. Ова е законодавниот дом. Значи, правно-творечката функција, правно-творечката дејност тече овде. Како ќе ни тече правно-творечката дејност, како ќе ги создаваме законите, ако немаме право на збор? Како ќе ги создаваме законите, ако не ја штитиме процедурата? Затоа што процедурата треба да биде браник кој што ќе не штити од самоволието на извршната власт. Меѓутоа, било која, барем малку одговорна извршна власт, нема да тргне по овој пат. Односно, па ниту еден колега пратеник не би тргнал по пат по кој што е спремен да крене рака, да гласа, кога друг колега пратеник го започнал својот говор. Зарем, немате никаков интерес што ќе ви кажат? Зарем, толку не сте свесни дека можеби ќе дојдат некои добронамерни предлози? Затоа што тие добронамерни предлози на крајот од денот не доаѓаат од пратениците, доаѓаат од народот. 44 пратеници, најголемата пратеничка група, ви има сериозни забелешки за овие закони. Во држава во која што имате 92% недоверба во судството. Јас ќе ве разберам да е во некој друг состав. Ќе ве разберам да е за некоја држава во која 98, обратно се бројките, 92 имаат доверба и само 8% немаат доверба. Па ќе разберам, ќе речете, некој може би не верува. 92% од луѓето не ви веруваат. И како постапувате вие во собрание? Го ја спречувате правно-творечката дејност на собранието. На кој начин? Па најпрви ставате европско знаменце. Зошто се овие забелешки за фингирана кореспондентна табела? Зошто е фингирана оваа кореспондентна табела? Овие потписи немаат никакво значење, има значење само на обид за измама. Тоа да ви е јасно. Обид за измама на целата македонска јавност. Се со една единствена цел. Да нема амандмани, да биде скратена постапката, да биде скратена дебатата, да се зголеми дискреционото право за одлучување на извршната власт преку Министерството за правда и на крајот да ги поделиме кандидатите за идни суди и јавни обвинители на подобни и неподобни. Не знам дали сте свесни колкава штета и правите на Македонија. Огромна штета која што многу тешко ќе биде исправена, меѓутоа за жал вие мислите дека таа недоверба, вие мислите дека скапотијата, инфлацијата, сите неволји во кои што ја доведовте државата, дека ќе ги погодат само другите, а вие ќе останете заштитени. Верувајте ми, тоа е голема заблуда и ќе апелирам што побрзо да излезете од таа заблуда. Затоа што, тоа веќе го кажувавме неколку пати, може би со корумпирани суди и јавни обвинители, со нарачани као резултат на оваа доминација на извршната владина доминација, односно коалициона доминација, ќе спасите од судски постапки одредени ваши корумпирани функционери. Видовме за 5 години двајца генерални секретари практично фатени во криминал. Едниот директно поврзан со овој закон. Директно поврзан со испитите кои што се организираа во Академија за суди и јавни обвинители. Барем малку да бевте одговорна власт, овој закон немаше да биде прифатен како закон за европско знаменце, односно председателот на собранието истиот ќе го вратеше. Меѓутоа, наместо председателот на собранието да го врати, ние имаме обратна ситуација. Закон кој што стигна без европско знаменце беше вратен од владата, па потоа стигна со европско знаменце. Многу злоупотреби на европското знаменце, се со една цел, уште еднаш ќе кажам, владина доминација и непотизам. За жал на СДСМ не им е битно државата во иднина да има професионални и независни судии и обвинители, туку онака како што веќе ги подели, подобни и неподобни, нив ги интересираат само да имаат подобни судии и обвинители. Ова законско решение е штетно и не е реформа. Можеме
со еден збор да кажеме антиреформа, антиреформа се за цел да се уцврсти непотистичкото влијание на извршната власт. И уште еднаш ќе кажам, уште една критика до колегите пратеници кои што од мнозинството, кои што по не знам кој пат дозволуваат извршната власт да се наметне на ваков начин. Она што се случи денеска, може би вие не го доживувате така, не знам. Говор кој што започна вчера на една комисија, за пауза која што требаше да трае 3 минути. Имате снимките. Ќе продолжи во 1 часот. За пауза која требаше да трае 3 минути. Па добивме порака дека ќе продолжи во 15 часот. Па добивме порака дека ќе продолжи денеска. Да се соберете, без да го сослушате вашиот колега што има да ви каже, без да не сослушате ние останатите што имаме да кажеме, да и поставиме одредени прашања. Зошто нови правни субјекти да ги вршат доставите? Зошто да не профункционира достава.суд.мк? Зошто беа тоа комплицирани прашања за вас да поразговараме за законот за парнична постапка? Зошто избегавте од тоа? Меѓутоа, нема да и најдам забелешка на представниците од Министерството за правда. Ги разбирам дека тие работат за владата, владата која што хипертрофира, си презема и повеќе надлежности од што треба да си превземе. Меѓутоа, колегите пратеници од парламентарното мнозинство кои што дозволуваат ваков однос на извршната власт, вакви законски решенија, вакви фингирања на европското знаменце и вакво зголемување на критериумите за непотизам е недозволиво. Колеги кои што дофрлуваат на други колеги кога сакаат да земат збор за да се изјаснат за законско решение е недозволиво. Меѓутоа тоа кажува за нив самите, а не за целиот процес. Апелирам уште еднаш да го промените начинот на кој функционирате како парламентарно мнозинство, да го промените начинот на кој што функционирате како власт, затоа што на овој начин на кој што сте тргнале, нема да можеме со години идна и одговорна влада да ги поправи штетните последици кои што и ги нанесувате, а во ниту еден случај со овакви фингирани законски решенија и со земање на правото за збор не можете да избегате од судот на јавноста. Добро ве познаваат, ве знаат кои сте, знаат како работите, знаат дека имате тајмер за време исто како што имате тајмери за евра, знаат дека лидерите на најголемите коалициони партии имат бројачи за пари во своите канцеларии, знаат дека во тие исти канцеларии во кои што и стојат бројачите, виделе слики, како стои пред еден лидер машина за бројање пари. Па во тие истите канцеларии си ги бирате и идните судии, и идните јавни обвинители, и затоа не добиваме овде право на процедурално, ама еве кога ќе добиеме право на збор, ќе го кажеме сето ова, така да на крајот на денот не можете да избегате од судот на јавноста. И тоа да ви е јасно, ќе апелирам уште еднашка да го промените начинот на кој што функционирате, начинот на кој што работиме, да имате повеќе слух, помалку злоупотреби, помалку службеници да бидат приморувани да подпишуваат фалсификувани кореспондентни табели, затоа што на крајот на денот и колку да не замолчувате, ние ќе најдеме начин да го кажеме она што го мисли народот, а и да не го кажеме, верувајте ми, ова е она кое што го знаат сите граѓани, а тоа е целосна владина доминација и непотизам на криминалната коалиција и дека позади секое законско решение со европско знаменце стојат коалициони интереси. Затоа, бадијала, не замолчувате, подобро променете го начинот на кој што функционирате, дајте да отвориме дебата за сите законски решенија, сослушајте не, да разговараме еднаш со аргументи, а не со меѓусебно навредување. Барем еднаш да разговараме со аргументи, а не вака обоени со европско знаменце и со фалсификувани кореспондентни табели. Не дозволувајте на владата на овој начин
дополнително да го урнисува угледот и на собранието, како што го урниса угледот и на судството. Ви благодарам.